Томе, денес решив у пресрет на Мовембар да не биде само машко здравје од аспект на простата, нели, канцер на простата како што е месецот, репродуктивно здравје. и репродуктивно и ауерне за тоа. Уочи месецов сакам да искористиме и да збориме за за машкото ментално здравје. Ментално здравје? Кај мажите. Добро, Може така? добро. Како, значи, еве сега да уште на старт. Не даваме совети, не лечиме луѓе од депресија, од анксиозност и слично. Само ќе споделиме искуства, како јас разбирам анксиозност, депресија, како Томе ја разбира анксиозност и депресијата. Дали имал он искуство со незе или немал, ако имал како се справил, истото и кај мене. Се што ќе чуете е еден байкер и еден кросфитер. Што си разговараат, разделуваат искуства на тие теми. Толку. Да. И сакаме да кренеме свесноста, само ето. свесноста и ништо повеќе. Да. Одете кај попаметни од нас, Да. во психолози, психотерапевти и така натаму стручни лица што завршиле школа на оваа тема. Сакаме само на жарчето да го разгориме, свесноста да ја кренеме и ништо повеќе од тоа. И примери. Да не биде глупо да правиш муавет. Буквално. Еве прва ствар, као машко ментално здравје, е таа некоја стега што ти прави ја имам, Сите ја имаме. јас ја морам да се справувам против неа, дека едноставно има теми за кои што глупо ти е да збориш, бе, човек, некако Ти се враќаат нозете разборува. не, ти се збори, ама не знам за имаме теории зашто, социолошки притисоци или некои си замисли за што е машкост или некои такви предрасуди. Или може општеството што налага дека се ти. Да. И еве, ние ќе пробаме да го одолееме тоа глупо чувство кога треба да збориш за собственото или другото, туѓото машко здравје со цел и надеж дека ќе ослободиме и некои од гледачите Да, бе, на и искрено они да се опуштат Ресерч со свој некој си другар, макар тоа. Макар Level седи, 1. се друго супер, у кафана, јади, бутај, пи, се што правиш исто, 15 минути од таа вечер И другарот, ти немој да го осудиш. Спомни му на некој другар, абе брат, ти осеќаш ли бе нека депресија? Зошто? Како? И И подлабоко и така подлабоко. прилика. Ајде да почнеме од дефиниција што е анксиозност, како јас ја разбирам. Анксиозност е проблем солвинг по дефиниција. Ова е прочитано, не го измислив јас. Така го прочита негде? Да, Добре. дефиниција за анксиозност е решавање на проблеми во иднината. Што може и да ги нема? Може ги има, може ги нема. Решаваш solving future problem solving. Буквално, у твојата глава. Не правиш ништо во врска со тоа на папир, него во твојата глава решаваш некој иден проблем, идна ситуација што можеби ќе биде, можеби не. Да, проблемот не е сега. Не. Проблемот е хипотетички во иднината. Можеби ќе биде. И ти се замараш сега да го решаваш, а не ни дошол. Ај шта би било, кад би било. Добро. И Тоа е по дефиницијата? тоа е по дефиниција. И најчесто тој проблем не се ни случува никош. Да. Во случаевите и луѓето што имале и биле на овие со И тоа е психолози и со истражување. Следечи. Лекот не знам што е, али мене што ми помага, се враќаме назад на спорт. Тоа е вежбање. Зашо? Што кога ставиш 100 брпис на тренинг, over the bar, и трастери чушни изфрли, Имаш поголем проблем. поголем проблем што е реален и И моментален. во моментот е. Да. И немаш време баш ти да замарам ја шта би било кад би било, ако зборам со овој што ќе кажал, ако ќе кажам овој сега мене да ми ствара некоја мука. Не, у тој момент се прписот трастерите, муката што си ја праќаме
И толку. Не мислиш на ништо друго. Тие 10, 15, 20 минути е тоа. Е тоа кога го правиш, остатокот од денот, барем во мојот случај, а и ресерч и муабети што прават луѓе, е дека остатокот од денот ти се ослободува главата и ти едноставно има едно чувство на празно. И не си она тенс, напнат цело време да чека ако биде, ако направам, ако биде ваму, ако биде таму. Замислете си го телото како чаша вода и ставаш и ќе почне да прелева, ќе почне да overthinking, ќе почне да размислува. А ако таа вода се празни секој ден, у превод вежбаш, ја испразниш главата, добар дел од тие работи ќе ти се решат. Преку моето искуство, што јас не сум имал проблем со анксиозност никогаш. Еден пушбек, Ајде. еден адвокат на ѓаволот да ти Ако. Дали е форма на анксиозност и ова е многу специфична спортска анксиозност, Добро. може би, се тоа прашувам дали е форма. Види, не сум јас психолог или стручњак. Не, дали си го имал? Може и друг лейбл да му ставиме. Добро. Може не е анксиозност, ама дали затоа што го кажа како твое лично решение Така. враќање во моментот, а тоа е тренингот. Јас мислам дека сум имал периоди кога заради обседнатост со некоја цел и тренизите ги правам за таа цел, имам мала доза на анксиозност и за време тренингот, Да бе. и за време неделите на тема дали е доволно добар, дали ја погодувам точната зона, дали ја погодувам во точни дози, Те разбирам 100%. дали и сега да, тоа е анксиозност. Ако е таа дефиницијата, решавам иден проблем. Да, ама ова е понатака сакав уште и за позитивната анксиозност. Ова мислам дека е позитивна и со Гого епизодата се сеќавам кога бевте вие Аха. пред титулата, која требаше да лета за да се бори. он има Он на анксиозност. неколку пати напомена дека позитивниот дел на анксиозност, односно он ја викаше позитивна анксиозност. Да. И ми текна на тоа, он е светски шампион нормално во спорт што како не би имал анксиозност, се тепаш со човек со голи руки, 1-1 пред цел свет те гледа у ринг. Тоа е позитивна што кажуваш ти, според мене. Сум го осетил. Епа, Пред open Значи, вежба која сите очекува дека ќе ја згазам. не гледачу публика, ти сега помогна на еден човек мене. Ете, исполнете епизод. Во оваа дискусија ми го Ти ги отвори не очите. дека ми беше некој си кој знае каков проблем, ама комбинација на подсетување со Гого, ама и ти сега уствари убаво го кажа. Тој сомнешта анксиозност, тоа мислење, тоа е така тоа е некој драйв, знаеш, што Порано вика позитивна трема. да, оти имало време кога да сум знаел тогаш дека е ова природен дел од процесот, немало да ми биде таков сомнеш. Нема терет да ти биде, Нема да ми било терет. ќе го оставиш да помине низ тебе. Ова е дел од Тоа, процесот. тој questioning, тоа прашување цело време знае и да забега. Overtraining можеш да Сваќаш, заебеш. у анализите, и тогаш да сум го знаел Парализа дека е од природен анализа. процес, ќе сум го дозволел да постои, ама немало да биде терет. Аме да. Функционира таа, некогаш па и те турка малку Значи, повеќе. окей. Да. И закон е. Realization Закон. life. By the way, ова ми се стари проблем, ова го немам. Јас сега ќе ти надокнадев, дека тебе ти е, нели, ти како си се мислиш дека се справуваш тоа е тренинг. Други форми на анксиозност, други верзии, што пак не можам да кажам, не сум се сметам дека сум имал вистински. Знаеш, не ќе да звучам и нефер кон некој Што осеќа, пати да, од да. вистинска диагнозирана анксиозност, што до толку му пречи во нормално функционирање у животот. Не ќе некој да не слуша и да каже, а ти не си видел. Да, не знаеш, и така е. И не знам. Право си, стварно. е Точно е, да. Некоја мини нешто слично налик тоа. Мене па mindfulness ми има помогнато.
Тоа е исто друга алатка. Вежбање на свесноста и А пак е нешто да останеш во моментот. Да те извлече од иднината од глава. Па тоа е. Па ти откако ќе ја кажеш дефиницијата Да. дека е решавање иден проблем, нормално, окей, не иди на иден проблем. Остани сега и тука. Така да ова се само алатки што те враќаат у моментот. Бараш начин Тренинг те да се враќа у сегатиш. момент, свесност те враќа у момент. Онаа вежбата со кругот. Многу добар потсетник е што е во моја контрола, што е вон моја контрола. Да. Епизодава ќе биде корикеп на претходни епизоди. Па све е поврзано. Сите овие алатки ги има некаде у претходните 40 на епизоди. Сеа. Скоцкани во едно. Исто така друга е таа што со играта, нели, да се остане со игра, не е игра, него црташ круг, Алатки пишуваш редиш уште. алатки, да, што е во твоја контрола, што е вон твоја. Кругот е што е ти во, што Да, е вон, да, се да. надвор. И тоа ти дава една многу јасна слика и следната алатка, односно потсетник е перспектива, ти дава перспектива. Да. Да видиш дека што е во моја контрола, можам да контролирам на крајот на ден. Така јас имав проблем порано со летање, со авион. Немав проблем сега да паничам да не влезам во авион, ми било страф од летање. Што ако се сруши авионот, баш јас која сум тоа ќе умрам. И ова е решавање на иден проблем што немам никаква контрола врз него, by the way. И јас се секирам, ми се потат рацете, на полетување не ми е пријатно. Оној момент кога се исправа авионот, корсот кој ќе да го фати курсот. Кога ти се Да, која што движат полетува, да, има стрева. да, која те седне у седиште. И непријатно ми е до ден денес, али особено ми е непријатно турбуленции кои. Усред ваздух сум горе, не знам колку илјади метри изнад, и почне та 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 та. Па се палат оние seatbelts on, па седнуваат стюардите и стюардесите. И стално гледаш станати ли се стюардеси. Ми се потат раце од Амстердам се враќа, знаеш, 2 сата тресеше. Абе не престана, не стана да послушат од која полета дурне след. Не сум бил у таков лет во живот. Имам летано доста пред короната, 2017, многу. На идење ме возеше нашиот пријател Илија Јовановски. Ти се погоди Иле? На идење, на враќање не. Зашо на враќање, зашо на враќање не било за тоа тресел. Иле те чекаме уште. Да, by the way. Авиончево те чека. Иначе, со летот, у задње време, задњата година летав почесто. Чекај, турбуленције не беа со Иле. Не беа, не. Зашо Иле не беа? натака, а на враќање друга. До денес со жена ми го збориме како не слетал. Најдоброто слетување у историја со Иле. Да. И секој го споредуваме со неговото и викам не може со Иле. Јако. Се здравува како Орхан Памук. Чекај, да не заборам. Дали знаеш од кога ти се родила таа анксиозност? Некој филм си гледал? Од летање? Да, лоша. Сигурно, немам Случка некој си на видел момент негде. во историјата да го пинг, сега ќе му стане тука почна целиот страв. Гледаш филмови, слушаш Денис Беркамп, фудбалеров се плашал од летање, идел со кола. И знам за тоа. Боби Чалтон преживеал несреќа, бла бла, ова кога се десило Манчестер Ливерпул, ова и цели тимови гинат, викам чека, па се тимови со милиони кои сум јас човек патник у визер, мочан од 30 евра карта што има, разбираш? Не ругај ми се. Добро сега, нема врска. Али сакам да кажам, со пилоти од визер сум зборел, Иле ми ме убедува на уште еден дечко што го тренирав, дека никогаш во животот на визер се нема срушен авион. Ever. Рекордот историја. Прво и основно. Второ, имало инциденти, ама вика тие кратки летови, многу е лесно, едно други ми имаат смирен. Ама пак ми било незгодно. Како И се справи? Тоа ти беше мовето. Го прифатив дека немам контрол. Едноставно. If he dies. Знаеш у Роки четвртко ќе каже, ој, Риван Драго. Тоа е, don't hurt him, if he dies. И тоа стало го користам. Тоа е. Буквално тоа е, немам контрола, го прифаќам како такво. И што да правам јас? Буквално. Дали сега го правиш секој пат кога леташ или Сега од Лјубљана не идење на враќање. И сум смирен и Значи, мирна ми е душата и поминуваш низ стравот го некоја немам. техника на кажување на ова секој пат пред да леташ? Да. Кога Полетувам. седнуваш, дента, моментите, кога го правиш? Кога ќе дое првата турбуленција. До тоа заборавам и кога е smooth sailing ништо страшно, не заборавам дека летам. Окей. Ама кога има турбуленција порано, замижував и си замислав во автобус дека сум и дека за тоа тресе, има дупки на патот.
ама не ми помагаше, зашто ја отвораш очите и гледам дека сум авион. Да. А сега више реков тоа е. Го прифаќам како такво дека е можност. Сите статистики, идеш на кај авион, поголемо е шансата да умреш и да погинеш неголи во самиот лет и се е тоа супер. Али усобраќајка со кола, големи се шанси да преживееш, што ти имаш контрола и ти возиш. У авион Ти така е еден, да, јас така ова е у мојата глава како го отпакуваме. У авион друг човек вози, ја нула контрола имам и ако падне 99,9 шанси дека ќе умреме. И стравот е тука, зашто еднаш треба да се деси, нели? Не дај Боже. И го прифатив како можност и како такво и тоа е. А јас знаеш како си правам? Што да правам? Кога ќе ми доа такви мисли за летање? Како? Ја како не знам како си тоа. Ја мислам дека ќе бидам едниот посто што ќе преживее. И јас викам, ама шанса. Ама ја тоа си го кажувам и тоа ми е доволно. Не па ја прифаќам, тоа е. Као се замишлам дека It is what it is, знаеш, оно? да. Тоа е. Прифаќаш што е тука. Што друго имаме за анксиозност? За позитивната го кажавме. Има луѓе што кажат и со ние тип на анксиозност, социјална анксиозност има. Не можам јас некој од тие работи ги разберам, што мене не ми се десило, ама да не бидеме оние како така немаш меѓу луѓе, али тоа е друг тип што им се дешава. Сега зошто пак се враќам јас на кроситот на вежбањето? Не дека ми е тоа тој бизнис ми работа ми се пркам членови, не. Него едноставно е алатка преку која може овие работи да бидат да биде одличен издубен вентил за овие работи. Социјална анксиозност, сала, се социализираш на некој начин. Со 10-15 луѓе делиш муката. Кога делиш со некого муката, бондоџот, изближувањето и контактот и другарството е поголемо, што проаѓате низ истите гомна. Сега ти со овие дечки што трчаме маратон, у 3 сабајлеа ми се јави него, ќе отидам кај што треба. Не си имал стил на цедило кој ми било мака, јас сум ти помогнал, ти си. И се има нешто тука. Има и уште еден процес што се случува. Добро? И еве ја ќе бидам тој што нема само кросфит да го кажам. Справување со не само социјална анксиозност, со многу од овие ментални состојби, чии што физиолошки симптоми се покачен пулс, зголемен адреналин, кортизол, сите фактори што допринесуваат за стрес. Целиот тој араузал, како се вика, Надразнување. целиот тој надражај што го осеќаш во различни состојби ментални. Депресија не, депресија е поише лоу. Ама страф, анксиозност, не знам, од јавност, од зборење, од социјално, значи сите тие чии што симптоми имаат налик стрес и надражај, надразнување, за мене спортот и ако си активен, тренинзите што прават е те запознаваат со физиолошките симптоми во друга неанксиозна околина. Значи ти кога си во јак тренинг, ги чувствуваш скоро истите физиолошки симптоми, покачен пулс, потење, адреналин, Ако е стрес, особено некој резултат се ако е игра, ако е надпревар, ако е таков спорт, ако е игра, то нон-стоп си со нека неизвестност, нон-стоп си ама и си тука правен со присутен. нешто. Ако си со некој предизвик, endurance или, значи, што и да е, ти си навикнат да го осеќаш телото такво како што се осеќа во тој момент. Дури и во екстремни форми на анксиозност, дали е паник атак екстремна форма на анксиозност? Мислам дека следната фаза е таа. Ако случајно ги грешиме категорииве, ама еве уште една ментална здравствена неубава состојба е паник атак. Кај што мислиш дека ќе умреш? Кај што тоа е апла финиш на трака. Да. Тоа е апла. Пулс 170. Тука можам, ти кажа личен пример летање, тука мој личен пример е моето
прво стартање на полу Ironman Водата во тоа? вода. Не знам дали го имам споделено ово. Да, со Зорица мислам кабе. Изгледа. Ама нема врска ќе си го кажеш. Да, ќе го споделам. Може некој не ја гледал таа епизода. Јас доживеав паника так. Мислам дека by the book. Што се случи? Како и што знаете, сите ја тренирам цел живот, спортист цел живот, се ми е познато, Ironman е нова дисциплина, ама што има везе, пливаш, возиш, трчаш. Сум бил и во масовни траки, све. Ама Не ти е гужвата непозната. не ми е непознато кужа. Сум бил и у кошарка, сум се рвал, сум се тепал, значи сте... Сваќаш, тоа не ми е непознато. Што ми беше непознато е што сме во вода, јас не сум комотен пливач, и сме преку 1000 луѓе Лелеј. на паркинг до плажа, огромен паркинг за коли, тука сме вака 1000 луѓе, и како и паркингот само продолжува у водата. Трчате сите. И вака, бран, Чопа. 1000 луѓе, и кој како влага у вода, рипа и не гледа пред себе. И подобри пливачи нема време да заокружува, плива преку тебе. И те дави. И те дави. И сега јас сум мислел, чекај да си фатам напред место, а сум спор пливач. И како и така си трае бранови стотици пливачи Преку подобри тебе. од мене, си пливаат преку мене у првите 100 метри и јас се давам. Ја мислам дека се давам и ја доживувам буквално забрзано движење онакво површно. И не пливам, значи јас само Преживуваш. едва и стојам у вода, заборев што е пливање, заборев техника, заборев лево десно. Само гледам да како Последен, да сум да нема луѓе. и како ме бута мене еден, како ме бута друг, и така дишам тотален паника, таки и па те дави некој леле, лак, леле. колено. А пази он како те поминувате, шутира после со ногите. Партали. И мене не ретроактивно, мене у моментот ми текна. Чека бе малце. Па Имам не, јо. максимум heart rate. Арноде? Добро знаеш како е максимум heart rate. ти е прв пат. Дишаш задишано, ама не си уморен. Сум дишал јас задишано, ама вистински задишано. Ја имам рикано од задишување. Океј, значи и тоа, што си се усрал? Оти, мислам дека дел од паника так е и неконтролиран страв. Ја буквално усред стравот, усред паника такот, само си поминав низ чек-листата на физиолошките симптоми. Добро, максимум heart rate, окей, Чек. нема да умреш. Дишеш ко ненормален, нема да умреш. Друго, окей, помина гужва, не мора да пливаш у моментов. 2-3 минути, помина, и си се фатив и си продолжив. Ти знаеш што си направил? Си го фатил воланот. Многу луѓе Jesus take the wheel. You go with the flow. Да, ама Не пливам Ironman, ќе се повлече. ама јас сепак сметам дека Затоа свесноста свесноста како на број телото. 1 свесност точка за овие состојби е број 1 чекор. Ако ја немаш, нема како понатам. Да. Дури и Нема да знаеш како, за джабе, ова е прв чек. Немаш свесност, не си свесен дека си нешто не сосикне. Мислиш да препознаеш у моментот дека си во паниката. Да го фатиш моментот. Да. А не да биде тоа е прв чекор кон Jesus take the решавање. wheel. Да. Ја ќе Управо умреш. си, управо си. Тоа е прв чекор. Не ми се десило, сигурно е многу неубаво. Знам луѓе што им се десило. Ја Викам, мислиш изненаден си. Мислиш дека 100% ќе умреш. 100% мислиш дека ќе умреш во тој момент срцето дека те и то тука било немаат понатаму. Тука сега да се вратам на спортот како решение не ми дојде таа мисла. Него си комотен во дискомфорт. Затоа што ми е познато и многу комотно сите тие физиолошки симптоми. Комотен су некомотна ситуација. Така што ти ги Живееш. наброја социолошките предности, дружба,
односи со други луѓе во различни околности ово оно, ама мислам дека и самиот акт на Самиот тренирање тренинг, па нормално, тој е и вентило. тоа, Ова све друго е плюс дружбата, луѓето. знаеш кај ќе се вратиме на оноа, се ставаш во дискомфорт. Да. Правиш Самото тешки редовно работи. ставање во дискомфорт те прави да си комотен во дискомфорт, а сите овие состојби се еден вид дискомфорт. Буквално. И сега многу често анксиозност со депресија идат со модерно во општество, нели сега со како да се изразам да не е лошо. Мислиш не идат заедно као Не идат заедно, а тој што е анксиозен да е депресивен. идат заедно У модерното живење. анксиозност и депресија. Анксиозност и депресија. Лек за анксиозност и депресија. У две у едно, разбираш? Аха, добро. А се многу различни состојби. Анксиозност, некојаш знае да е позитивно и како што кажавме на спортска анксиозност, да ти е страв што ќе бидне и тоа те тера да се спремиш подобро Да. и кога ќе дое ивентот ти си више ја имам мала позитивна трема, ја викам, ја викам анксиозност сам. Истото, пред да снимаме епизода, 7 дена на тоа мислам. Таа ќе ти спласне полека. Глава, не ми е страв мене што ќе биде, него и вртат у глава што би било, кога би било, овој муавет ако дое што теми на практично. Според мене тоа е позитивно, многу пати ми помогнало, дур сме зборувале во некоја епизода, сум излеколо таму нешто, ме разбираш? Сум го пласирал тука. Али депресија како депресија, по дефиниција, некаква си, е Пати е негде прочитана. да, Добро. дисбаланс на хемискиот состав во мозокот, односно на хормонски дисбаланс во мозокот на кортизол, ендорфин, допамин и Да. серотонин. Што е некако многу веиг. Е, Што е превод за веиг? веќе површно. По така штуро. Мислам дека се јавува вишок на кортизол и според некоја логика на нештото, зашто нели оној лош хормон. Од стрес се Тоа ствара. е стрес. Стрес, ама ако имаш ти стрес, а телото не е под стрес, а другиве се намалуваат паралелно, хормониве на среќа, тука мислам дека се случува оној дисбаланс. А да не навлагаме многу да не случајно. Не, бе, тоа е моје мислење, кажувам. Скроз. Ако? Дека Нека пише во коментар. не ми асоцира на депресија тоа. Не знам зашто. Ја депресија ме е некако како Не си лоу, искача од дома, па лоу си, да. апатија, како немање Бе, енергија. немаш живот у тебе. Кортизолот нели го предизвикува тоа? Не знам. Еден од најлошите хормони. Ма кортизол ке те крева. Нели те крева? Не, тоа ти што мислиш е позитивен стрес и негативен стрес. Од позитивен стрес е вежбање. Не изгледа која си под влијание на хронично покачени. Зашто викаат идат луѓе на психијатар за антидепресиви кои им препорачуваат? Имаш вишок на кортизол, ти треба баланс, ти го креваат серотонинот. Да ги балансираат тие работи, ме разбираш? Да добиеш ти на некој начин волја за нештата. Што јас депресија сваќам као затворен дома, тоест така е, ајде, не ја сваќам ја, него така некој слика Добро. од глава ми се. Као затворен дома не ми се живее. Не ми се искача дома, не ми се прави ништо, немање волја за ништо. грижи? А грижи? Тоа не е анксиозност, и видни работи што се секираш. Затоа викам идат многу често заедно, а мислам дека се многу две многу различни работи. Да. Едно ова е решање уиднината, а ова е сегашноста не можеш да ја спотегнеш, да тргнеш негде. Да. Не можеш да тргнеш уиднината. Тоа ми резонира, Запечатен да. си у што се вика со печат доле и немаш волја за ништо. И на пример, некои луѓе се многу контра антидепресиви, некои се про. Јас би сум некој измеѓу спектар тука. Ако користењето на антидепресиви те донесе во состојба да ти можеш преку природниот начин, тренинг. да, па преку еден и тренинг, преку на природен начин да ги бусташ овие позитивни хормони, ендорфин, серотонин и допамин, со волја за завршување на некој таск, со добивање на волја за почнување на вежбање, или стално викаат психијатри, ригорозна физичка активност. Да. Мораш да почнеш Да. со ригорозна физичка активност, тоа значи интензивен тренинг. Еве нека не е кросфит, нека е трчање. Излези на кеј и трчај. Зашто?
допринесува да лачиш нели овие позитивни хормони. Сега, да ова чекореден те донесе тука, односно антидепресивите да ти го избалансираат, што многу луѓе се анти. Многу луѓе се пропа, се крстат, па само тој ова друго, па ништо не веруваат. Дај да овие те донесат до состојба да можеш да почнеш ти со вежбање ладни тушеви. Ке кажеме и тоа како една алатка за излегување од депресија, ама ти ако си депресивен, као ќе се натераме со ладна вода се. Па тоа ќе ти кажав ја. Мора нешто да те Тоа ќе донесе ти кажав. до нулта, до она Тој што е веќе во таа дупка, него како да го извадиш ти од таа дупка? Нема шанси да го на убедиш свесност. ајде на екстремен, на интензивен тренинг. Нема теоретска шанса. Нема шанси. Исто, знаеш што, кога го Прв чекор зборевме е свесност за... и психијатар. Кога зборевме за... Кога го зборевме со мали победи? Аха, добро, со процес. Со процес, изгледа Со процесот. седмица, Оти, примерчето, со базенчето. може да беше тоа, не знам. Не е ни важно. Немам искуство да сум имал интеракција со некој до толку депресивен. Ама ако проблемот што сега пробуваме да го решиме е да станам некој да направи тренинг што нема нула желба да направи тренинг. Ако ми е тоа проблемот што сакам да го решам, тоа сум го имал порано во животот. Да мотивираш некој што Да мотивирам некој со нула што никако не ќе да тренира. Знае дека треба. не сака. Тоа е прв чекор. Ако ми негира уопште у старт, ми негира не икам, не ми треба и не верувам дека е тоа е за мене може би постојат решенија за таквите, ја не ги знам. Ама ако е во состојба да сам себе си признае баш би било убаво стварно да Треба да почнеме. треба да би било убаво да почнам нешто, не знам што, ај Томе, кажи бе што да правам. Ако е у тој момент, тоа сум го имал, не знам дали бил депресивен или не можам ја одма да му кажам иди трчај на кеј. Или иди на кросфит да Нема тренираш. шанс. Не, ама знаеш што им имам кажувано? Почна пешачиш. Не. Замисли се дека правиш, у што си облечен? Кажи ми што ќе облечеш? За тренингот што би облекол? Да, што би, и ти кажи ми што би сакал. И му набројувам, саш, тенис, кошарка, тек, што замишляш дека правиш, и му ги набројувам. И не мора да ми каже у некој момент, обично тие луѓе се тотално изгубени, у смисла нема другари, нема фамилија, нема ни познавање што би можел да тренира. Он може знае само фудбал и кошарка како дека постојат како спорт. само тоа постои како спорт, не знае дека постои милиарда спортови, не знае дека одење е спорт, сваѓаш, не знае дека качување скали. И му набројувам и го гледам и на нешто ќе му жарне и кажам, окей, супер. Да бе, као мал имаме играно сервис. Добро, у што беше облечен? Сега ако треба, ја и ти да идеме да играме сервис, што ќе облечеш? Тие патики и тој блузон. Утре само облечи ги. Толку. Утре облечи ги Поседи си. и толку. Ама сега да се договориме да го запишеш тоа. Јас, Киро, Перо, утре у 7 ќе ги облечам патиките. И утре стани облечи ги и шкртни го тоа. А ти му даваш таск да исполни. Да, и тоа е мини Хитот. победа. Да. Оти толку малце. Ете ти алатка за му хемиски фали. баланс да се дигне. Тие луѓе Значи се не тресеме глупост. тие луѓе се до толку даун, до толку апатични, што немаат он не може ни да се наврати кога некогаш последен пат се има осеќано убаво и задоволно од себе, за бар да си каже, да бе, да можам јас што ти. До толку он има забораено у животот што може да се случи. И најмалиот, и ова не ми е теорија, мене ова сум го имам праено. Го имам кажувано на луѓе, истиот пример. Облечи и запиши шкртни. Оти, моја предизвик е, кога пробувам со таков да разговарам,
он со мене ќе се споредува. И за тоа е за мене проблем сега. А и те, верувам и тебе како тренер, би ти било проблем да мотивираш некој што не тренирал у живот и ти си му сега прв репер, а ти си роден атлета. И тој чега се не можам јас со тебе и готово ќе се откаже. И јас затоа викам, оти он мисли дека одма треба да тргне на кросфит 5 пати неделно, сад време, тек, зид, умирање. Не, за тоа Ја му едукација викам, е не. Ај првиот месец 3 пати. Еднаш у неделата. Ама да запишеме. Запиши дека кога си со работа? Од 8 до 4, добро. Што значи ако сакаш да тренираш треба да станеш у 6:30 и да се знам дека сега тоа одма многу тешко ти звучи. Не. Само утре разбуди се у 7. Стај аларм, сега запиши, утре ќе станам у 7. И Кога ќе станеш да, кртни? ќе наместам аларм да звони у 7. И намести го, и утре кога ќе звони у 7, изгаси го и продолжи да спиеш. А толку? Ама кажа дека ќе стаиш, Стана? кажа дека ќе станеш, го напиша и го изврши. И го шкратна дека го направи. Оваа недела толку. Наредна недела. Тоа пати. Тек за 3-4 недели Стани еднаш. ќе отидеме на тренинг. Оти ја мислам дека како збориме за ментално здравје, за ментални состојби што толку те спречуваат да направиш нешто во врска со тоа, мора не микроскопски ситно да се почне. После месец дена он хроничната депресија ќе решава со интензивни тренинзи. Право ќе мора некој тој баланс да се деси у телото. И наверојатно меѓу време ќе отиде и негде да се консултира со луѓе, а нема само Нормално, таман работа. Види, ти ако си у таква состојба депресивна, мислам дека по дефолт првиот чекор е психијатар. Мислам дека е тоа јас да ми се случи, веројатно тоа би го направил прв. Ама како тоа е и глупота. Посебно машко. Зашто? Па нема. Ако не слуша сега, нема прв чекор тоа да му. Машко не би го направил тоа. Даде за тоа правиме епизод што сме дегени како пол. Ама нели? Даде. Нели? Што ти е, знаеш што на мемето? И ти Зашо знаеш, мажите јас знам живеат- и тој знае. Зашто мажите живеат помалку од жените? Зашто ги трупаат проблемите и умираат на 40 години како вистински мажи. Ти ги удира срце, разбираш, ги од депресија и ќе полудат од кортизол. Ете вистински Смешно е, ама е машки вистина, проблем. затоа е Не. смешно. Сме Вистински ретардирани машки како пол. проблем. Што некој што се наоѓа во оваа Не ситуација, збориме за работи. нема да отиде. Нити да сподели, камоли на доктор, камоли на психијатар. Ама може ќе чуе и ќе си запише, ај утре ќе станам у 7. Дај Боже. Тоа попрво ќе го направи. Еве ако машко ти го кажам. Ама па друга ситуација Ја што го е? чуам Џо Роган нешто такво. Што? Да каже Па на пример сега еве може не депресија, еве не дај Боже да нешто да ми се случи у иднина. добро. И ја ќе знам дека треба да отидам на доктор. Ја ќе знам дека треба да отидам на некое си професионално лице. Мгм. Ја нема прво тоа. Ја прво се друго ќе пробам, а тоа последно ќе ми остане. Ако не ми успее ништо друго, на крај ќе отидам таму. Кај доктор. Освен ако не се очигледни некои работи са нормално. Не дај Боже. Тата. Се пак идам, се проверувам. Ама за вакви некои ствари што ти прават тоа глупото чувство што го спомнавме на почеток. Ја прво ќе чекам Џо Роган човека, чекам Девид Да. Гогинс човека, чекај. Тоа е следното. Како да се избавиш? Најди ментори, машки. На машките им треба машки ментор, пример. Нели порано се идело у војска, го имаме зборено истото. Си имал генерал хиерархија, тоа е многу важна работа у машкиот свет. Почит, Да. утре тебе ќе те почитуваат. И почите number one. Ко дете у куќи ќе го искосиш дворот, па ќе бидеш косач на дворот, па тоа ти е чин, па горци на тоа, ама ти давале обврски. Давале обврски. Па ете ги бе, ете го. Значи се се поглува, ќе Па, мора да го што? наместиш креветот. Ќе мора да станеш у толку саат. Значи, се враќаме дека на животот му треба скеџол. У денешно време,
И физичка активност, нели? Работа, цело време. Гјоре како вика, лек за анксиозност, вика, дај мотика и копе 8 сати на нива, он се смее, ама... На шо ќе Така мислиш, е. бе, ти 8 сата на нивата? За јадење копам. Ке немаш за леп, ке имаш, ете, о јадењето. Шо приш за дома, за моите, допринесувам. Ги снабдувам со храна, утре ова ќе се продаде, ќе се надпари, дали ќе сизе. Нема она чувство на ќе имаме, ќе немаме. Основниот екзистенцијален проблем ти е решен. Сметките преку ова што го правам, ќе ги платам. Значи свет е тука на едно место. Од тој аспект немало анксиозно, а не тој зашто копал физички се изморил, немал време да мисли. Иако сега меѓу многу ме интересира да беше Зорица Да. тука, ќе ја прашав дали е физички возможно во движење да осеќаш да си во депресивна состојба. Не знам ти кажам, нека ни пише Зорица. Мислам дека и теоретски невозможно би било тоа. Оти самото движење ќе прави Да си у моментот. друг сооднос на хормоните. Па да? Што значи е физички невозможно ти да си во депресивна состојба ако си активен. Ако си во интензивна активност. Макар и вака не знам, нишај се или оди или копање може и ту мачта ти е. Ама ако нешто правиш и да речеме си нон-стоп депресивен и некој те зема вака со сила те крева и како се будиш пред да те фати депресијата, те фаќа и цело време и цел ден правите нешто, дури не си легнеш. Дали тој ден ќе ти биде депресивен? Не знам, веројатно помалце него ли претходно кога не би правил. Ја имам чувство кога да ќе заборави дека е депресивен. Ама све ова ни се враќа, мислам дека и од пред милиони години кога сме били у племе. Да. Група мажи оделе и ловеле. И ти која за шо депресија нема како ловиш или ќе живееш или не, другачие се сваќал животот. Ама анксиозно ступичко мат. Премногу не викам. Али дали ќе има јадење, ќе убијам, нема да убијам. Ајде, па ќе преживее, нема да преживее, ќе се ова, ќе се. Проблеми уидни на Тега се ни е на дофат. Порано, за да функционираш, морало да си физички активен под дефолт. Нема бегање. да бе за Мора. живее Крај. Точка. За да живот живееш, значило активен. така е. Денес не мораш да си активен за да останеш жив. И од тука, мислам дека произлегуваат многу од овие проблеми. Сигурно. Ендрю Тейт, каков таков го серат луѓе овона. Немам некое мислење за него, ама има многу јака работа, кажа. Вика, еден дечко ми пиша, сакам да се самоубијам, многу сум депресивен, те молам врати ми. Имам толку и толку кила, бла бла. И ој му вратил, ај направи сикспек и ако уште сакаш да се убиеш, уби се, му рекол. И ој му пишал после известно време. На вистина 100% се согласувам. Не ради сикспекот. Да нормално дека не. Имам сикспек, сега нема да се убивам. Не, Нормално. него патот за да доеш до сикспекот, овие твоиве. Запиши шкртни, исполнување на таск, регулирање на хормонален систем, Готово. физичка активност. Слушато минимум 6 месеца Храна. ќе му требале за да Баш се спек. Баш кај ќе размислуваш, ќе збориш со луѓе. Второ, Джордан Питерсон знаеш што им вика прво на клинички депресивни пациенти? Прво таск што треба да направиш. 2 недели јади обилен доручак. И тоа Толку. мрсен. Да, толку. Исклучиво мрсен. Толку? Да. Како? 2 недели? 2 недели само сланина са бајле. Тоа е тоа. Буквално. Вика, некад храна ти треба, човек. Нема гориво во организм. Или правилна храна. Прави, на тоа мислам кога кажам храна, не чипс. Не чипс. Значи сега сме ние сведени од Hunter Gatherer до процесирани гомнат секој ден цело време. Чипс, сок, кока-кола. Дај му на детето благо греота. Зашо е греота, бе? Шо е греота тука? Греота е му, зашо му дам отров? Чекај, сега нешто ме подсети, пак некоја теорија. Ајде. А ако пости? Мислиш на оној нејадечки пост? Да. И јас го помислив тоа кога го слушав како кажува, не знам. Ако Тоа- некој, значи Он, например, мислам дека е на еден оброк на ден или на два. Ако не, греш. како една алатка Аха, за алат. некој да се справи со депресија.
Да не јаде. Како примерот со депресивен човек да го станеш са бајли и да го шеташ. Еве, цел гледај, ден. мислам дека си депресивен не јадеш. Без разлика. Не си јаде. Си бил Ама не, нека... друго е да си кажеш ке постам. Тоа е исполнување цел. Може би, ама и вака и така не си јаде. Вајде. Ама ако си кажеш, тоаш на крајот на денот ќе осетиш успех. Не знам, еве Зорица уште еден одговор да. Зорица, да ја викнеме ние уште еднаш. Ке ја пуштиме епизод. Зорица, ај прегледај ја епизодава. Ќе имаме рикеп на епизода со Зорка директно тук. Е, Не, има ама да сериозно. испотагам со епизода. Али како и да е. Значи он вика оброк. Порано морало да идеш да ловиш да си физички активен за да си жив. Денес тоа не треба да го направиш. One click away ти е све, Да. кликаш, ти носат дома и оние како време е доедно глеј, значи сега сме дојдени да намерно, свесно си правиме физички позитивен стрес, односно дискомфорт Тренинг. у превод на тренинг, у превод на ладни тушеви, у превод на не знам некои тешки предизвици, пак што се физички, За да симулираме нешто што би за да симулираш што порано како и да е си правил, како и да е морало да Така. планинариш за да уловиш животно Скорост така. по дефолт. Да. И сега денешно време е дојно да ние свесно се тераме, ама па убавината у денешното време е што имаме голема свесност за тоа, имаме информации и можеш на еден подкаст Џордан Питерсон да го слушаш, што е еден од најдобрите светски психолози, М. што работи со познати луѓе, со битни личности, и ти да го слушаш него. Има предавање негови на Харвард. Е сега, со тие убави работи, нели, кој ќе отвориш прозор да влезе воздух, влагаат и 2-3 муви. Дали со зголемување на свесноста на некој начин се дава и како некоја награда ако некој признае, односно награда тапшање по рамо, признае дека ти има идеш мак. сега на другата да. на другата страна. Што ако некој депресија ја маскира, односно мисли дека е депресивен, а уствари е тажен поради нешто. Да не има премногу себе диагнозирани депресивни луѓе? Зорка се сеќавам кажа и кога беше во епизодата, неколку пати ми е таа преслушана, ја знам на памет сега. Вика од кожа се вадам кога пациент доаѓа само диагностициран и он ми ја кажува диагноза. Слушај, И имам доаѓа и вика, Слушај, ја имам- јас сум депресивен. ја имам X анксиозност ваква таква, имам депресивен, бла бла бла. Помогни ми. И она е вика, чекай малку. Буквално. Ајде да почнеме. Јадеш И или како? сланина са бај? Како и да иде процесот на психолог од таа страна, не знам. Али дали може премногу се диагностицираат и кажуваат нешто само затоа што можеби на некој начин не се и не глуп збор, ама е општо прифатено, дури и ухрабрено од општеството да признаеш и луѓето се понашаат према тебе како да си храбар што си излегол со таа констатација и те Има. тапшаат по рамо. Ја мислам дека има и тоа малце удел. Со прозорот што кажа. Толку многу сега сегде, Многу се, да, а нешто не се осеќаш баш, ваков тип на ќе почнеш да анксиозност имам, скролаш и ќе ти искочи и не дај Боже да го загледаш клипче на тема депресија, алгоритмот после рачунај само тоа ќе ти пушта Да. и ти ќе го прегледаш после многу пати и ќе почнеш да се сугестии сам да си правиш на себе. И Само диагноза. така дефинитивно тоа, отвараш прозор и влагаат ти муви покрај воздух. Има и тоа, има и тоа. Сега ќе бидам адвокат на ѓаволот сам на себе. Пример на спортисти што се на пример депресивни е најголемиот и највокален, за тоа не знам дали пратиш и гледаш Тайсон Фјури. Тайсон Фјури е Не најдобриот. верувам. Што? Ја не верувам дека он пати од депресија. 2 книги имам прочитано од него, за тоа е само збори. Имам секи ти раскажам малку. Ти Тайсон мислиш Фјури, дека е стварно ма он кажува не, пред самоубиство, со застанување, со Чекај, и бил? еве, Некад? Тайсон Фјури е моменталниот светски шампион линијал, heavyweight champion of the world, The Gypsy King. Гану ке се ма. Да. Кој ќе излезе епизода, виш изгледа се мавали. Стварно кога е? 20 и некој октомври, 28 викендот, 28 октомври. Тайсон Фјури цел живот сака да стане светски шампион.
Има низ книгата збори, бла бла, нема врска. Се тепа со Кличко. Кличко е тогаш шампион. Има оние познати клипови на пресконференција кога му го тресе стомакот и му вика look what I beat you calling me an athlete. Дебел. И али лудило боксер, нема збор. Го му прават интервју пред борбата и му вика тој што ќе правиш, а у случај да победиш и да станеш the lineal heavyweight champion of the world. Што знам, вика, ќе славам, вика, 2 вечери поред, веројатно ќе станам депресивен и ќе се убијам. И демек на заебанција. Вика, он не знаеше како тој момент е мртов сериозен, вика тоа како му кажа. И он у книгите навлага многу длабоко и како иде. И вика, стана светски шампион, се развива во терените, бев мртов депресивен, ништо не сакав да правам. А е професионален спортист, нели? Ама Константно чекај бе, боксува и ма, се спортува. тоа да не е оноа Од ачивментот немал каде дале. природното даун Не, што не. доаѓа после реализирање на Ја го откажуваат, римечот го откажуваат зашто он е со mental health самоубиствени мисли и психолози го, психијатри го инспектно прават, го прегледуваат и констатираат дека мора да се одложи мацира. Зашто он признава дека имал самоубиствени мисли, тука дигаат ручна, чекај малце. Ајде кај еден психијатар, ајде кај друг и вика, ми беше па од друга страна глупо да одам на психијатар у тој момент и си го замислав како на другарите у пап им вика, знаете кој ми дојде, кој ми е пациент? Тайсон Фјури, веќе бил маес, ваков тама, тоа биле неговите мисли. Неговата анксиозност решавал проблеми иднината и вика бев 2 пати ми дадо антидепресиви, I'm not about that shit, не може фолвона, ги фрли вика само. И паднав у депресија и у Ферарито се возел 400 кила направен торта на некој маскенбал бил облечен као костур целиот и вика толку бев дебел што луѓето не ме ни препознаваа дека сум јас, вика до толку бев катастрофа. И он вика само се давев у алкохол, вечерта ми беше супер, станав са бајлето мамурен и дупло подепресивен него пред да почнам да пием. И он раскажува за алкохолот колку е лош и дека не е добар издуен вентил ако сте депресивни или анксиозни. Вика само полоша, влоша состојбата, моментален фикс. Вика после тоа доаѓа на наплата, не се кири. Иде он после забавата, некој го препознава, Tyson Fury, oh my god man, what have you done to yourself? Као го гледам, чекај, јас сум светскиот шампион у бокс, да најдобриот на светот во тепање, мажот, најголемиот муж, сите стигми, вика, што се сите оние муабети, најмуж на светот си, со титула. Прогласен. Заслужено. И вика ме гледа што се направи. Влагам у кола, вика. И со не знам колку на саат 100 мили таму возел и го гледал некој мост у Лондон и тргал да се самоубива. Готово, вика. Отидов низ мостот, фак, не вреди да се живее. Збориме за светски шампион во бокс, пари колку сакаш, фамилија и што вежба цело време. И пред да иде, вика, нагла кочница и као некој глас му рекол, stop it Tyson, you have child, вика, имаш фамилија, you have family. А има и фамилија. 500 деца, 5-6 деца има. Од 16-18 години оженен. Джипси класик. Возам, вика, со Ферарито, кочам, гласо, вика, stop it Tyson, you have family. Почнам да плачам, се распаѓам тука, признам дека имам проблем, одам дома на жена му и кажал, слушај, вака и вака, ова и ова. И најавува камбек. Почнува со еден тренер, му помага во Марбелја, ода да тренираат, му помага да симне килажа. Он јаде гомна на социјални медии, I'm coming after you, тај гадене на јазик. Ама вика, целта ми беше да ослабам, вика, чекор еден да ослабам, вика, му рекол, многу млад тренер има најмено, да многу кликна. Му рекол, слушај, те молам, ми треба да ослабам, вика, да се ставам во позиција, да размислам дали би можел да направам камбек. Не да правам камбек. И многу убаво им тргнала со работката, вика, ама вие ми стумар Белја, тоа беше решив и сега иде. Не бе брат, денес не ми се тренира, ми сумира, скокам тренинг, го заебувам, ќе се начукам еднаш. Имало заебанци. Ама вика, многу ми помогна, дечкото ми ги правеше различни, вика, цело време. И у првата борба со Уайлдер, он му е тренер, кај што станува од нокаутот, како резоректнат од Исус. И буквално, вика, трениравме цело време. Сеа Тайсон Фјури, што ми е поентата, што издувот го бара во вежбање, иако е он светски шампион. Вика, јас тренирам секој ден, без разлика дали имам борба или не, затоа што тоа ми помага 5-6 сати у денот. И он тренира са бајле, за да може да функционира до ручек. Руча, тренира попладне, за да може да функционира до вечерта.
Добро бе, што дисбалански имаше Не човек, знам што да има. не може Ама да сакам го да ти сведе, кажам, да, професионален спортист не е проблем издувниот венту. Не се проблем expectations, светски шампиони на врвот на планината е постигнал све што може. Сепак е екстремен пример, човек. Сепак е Ама е он има ли подобро постигнување на највисоките хај и пак не е доволно. И заради тоа не е, затоа Во спортот што го сакаш, не е нешто те тера некој со сила пари. Не Да. заработаш $1,000,000 на работа што не ја сакаш. И да кажеш па ова не е тоа. Не бе човек, нема доработено За на детскиот себе. сон. Нема Може би, не знам. Он се соочува со фактот, со реализацијата следна. Добро, биднав светски шампион и што кур? И што се? Ама он тоа го постави, го Не му кажува е- пред борбата што е не му е- најтрагично. Ме разбираш? Поентата на животот не му е тоа и ја нема најдена поентата на животот. Да, и сам кажува, вика, све leading up у мојата кариера беше бидам lineal heavyweight чемпион и кога се деси, беше као, шо курсе? И? Исто човек сум, децата исто ме сакаат, ми Така да, плачат, он треба. Стега на Има ли секој за подкаст. религија нешто у книгите? Да, станате многу религиозен сега. Христијанин што се моли и секоја борба се е Praise the Lord Savior Jesus Christ. Цело време. Тоа беше следното што да ти го кажам. Неќам да се повторам. Затоа што и сам кажува, вика, ми дава структура на животот, да верувам во нешто поголемо од мене, дека не сум курац на овој свет. Тоа е Пак се враќаме на перспектива дека ти дава. перспектива. Дека ти си и еден, некаква врска со нешто вон тебе. да. Он е буквално она да у моментов е као не е poster boy of mental health, зашто сам го налага тоа, али многу помага на луѓе, има отворено хотлайн, што може бесплатно да се јават и самоубиствена линија што сакаат луѓе, односно сакаат. Единствената цел им е ти го се јавиш, оној задниот повик да се они, да те разубедат во овој момент да не го направиш тоа што ќе го направиш. И сега следен сегвеј ни е тоа. Нешто што не го зборат луѓе. Самоубиства кај млади машки, особено. Не викам кај девојчиња дека не се случува. Сега збориме за машко зареб. Мислам дека кај нив повеќе е оној тип на од 2007 од излегувањето на iPhone-от и основањето на социјалните мрежи и типот на внимание што го добиваат е мерлив, нели има мерка на мерка, followers, лајкови и слично. Тоа мислам, тоа е моје мислење, не значи дека е точно, е во женскиот свет. Во машкиот свет, да стигнеш ти до самоубиство, треба да ти е неубаво и тешко и не дај Боже да дознам, не сум бил во ситуација таква. Кој знае колку треба да ти е мука да ти сакаш да не живееш повеќе, него ли да живееш? Што дека кажа твое мислење, што мислиш дека е кај женските, да речеме, Да ти кажав кај машки оноа мемето глупо. Die like real men, трупаат работи у нив. Не споделуваат. чувство на self-worth на Сигурно. Сега, првиот чекор, ако се осеќаш така, нели, за да стигнеме до self-worth, треба некој пат да изодиш. Првиот чекор е да кажеш на некој човек. Имаше што многу... да каже? Сакам да се убијам. Мука ми е. Ова ми се деси. Буквално тоа. На На било кој, на кој сакаш. Имаше многу добар пост-файт спич кај што си во UFC. Педи да беди пимблет. Вирален стана после тоа. Еден со Ливерпул акцент, смешно збори дечко. Пред борбата, негов другар се самоубил. И он ја победува борбава, и up and coming и rising star, као следниот Конор Мегрегор ќе биде, нема везе. Има многу внимание у него и се не ја користи он платформата после не знам која победа поред да предизвика некој борец и set up the next fight, него вика раскажува за прича што се десил, да пред у четвртокот борба во саботата, мој близок другар се самоуби, вика ми кажи и почна да плаче тука. И баш онака е со Liverpool accent, tell someone, talk to somebody, don't be quiet, знаеш, кажи на некој човек, ако сте у таква позиција, ако имате такви мисли, јави се на некој, кажи, ало, ова и ова ми се деша, буквално е talk to somebody. Ај сега екстра Пролонгирај го. Одложи го Ај малце. сега екстра проблем. Ај замисли се дека ти си некој на кој што некој тоа му го кажува. Ако нека Што преш? дојде да се видиме. Зашто? Еве ти се јавува, жаре Зашто? и ја мисли да се Зошто? убијам. Зошто? Ти што преш сега? Ја го прашам зошто сакаш да се убиеш? Аха, и сега Зошто? влагаш во дел. Да, што е причината? Добро да си жив и здрав.
Не ми се живее бе човек, сакам да се убијам. Добро бе, зошто? Нема поента бе, не можам. Што Пак, и зошто? И ќе дојде. Нема поента, ама тој викам не ми врти го киша како Крагуевца, разбираш? Ќе му кажеш. Кажеш зошто? Те остаи жена, си искоцкал, си убил. Да. Добро, шо е следниот чекор? Ја таму, ајде да разговараш со овој, ајде да разговараш. Ќе му помогнеш на човек. Барем у тој момент, Нема суд. ја имаш шансата, не може да бараме ништо поише во животот. Една шанса да добиеш. Имаш шансата да го предомислиш. Пак е подобро него да се уби во моментот. А самоубиство е многу убаво каже еден комичар Джими Кар, перманентно решение за моментален проблем. Нема и од кој нема назад. Толку. Да, тоа е твоја работа, животот е твој, ама не си сам на овој свет. Ја ова не го кажувам сега тука што јас сум имал ситуација во животот што мене ми се десило, па сега ме боли и сакам луѓе во други да ги спасувам од тоа. Сум имал познаници од кои едниот малце подобро, другиот од основно средно не сум го видел и ми беше криво кога дознав. Дечко млад, пред короната си го одзема животот сам. Знаев кој е, си му познаено, сме седеле 5-6 пати усредно и не ми беше сеедно. Зашто бе човек? Немам контакт 10-15 години, не сум го видел. Едва и преку. Што беше добар си толку. А другиот малце поише ме здоболе. Чека генерација? Да, и двајца. Твоја? Моја. Многу млада бе човек. Знам. А вториот 4 месеца пред тоа го сретнав, доаѓаше и на вежбање и Доаѓаше и на вежбање. да, и доаѓаше све. Знаеш каков кул лик, легенди што сите што го знаат, ќе го И? препознаат кој е. Нема да именувам нормално. Ведро дете, на никој не е сгрешил. Не знам дали не си го најде патот у животот. Не знам од која причина, стварно не знам зашто не сподел со мене и не знам некој со кој сподел. Али едно добро такво диво дете, супер физички јако, ни дебел, ни нешто да кажеш, разбираш. Али ете, не знам, се дешава. И доаѓаше да вежба и го сретнав у град и му викам, кај си бе ти? Кој ќе доеш да вежба? Основно учеше кај мене, средно завршив му истото средна генерација. И го знам преку други заеднички другари, сме Добро. следеле ставот. Викам, кај си бе брат? Као, Аха, значи идел, среќавам, да, и престанал да престан. иде. Брат, шо прежо, викам, дај доаѓа, не се заебаја, лоѓе те скина ми хагара хихирис, интерна фора се смееме. Колку си денес? У 5. Ај ќе доам после. Ај дојди жити мене, и не сум те видел 100 години. Ајде, дил. Ја 4:50 ми стига на месенџер порака од него. Жарс, заглавив нешто, нема да стигнам, а и у некој шкрипец сум периодов со пари, а од нареден месец. Ја бев у гужва и ки си гризнам од кура што не му пишав поише во моментов. Океј брат, да си жив и здрав, пиши која сакаш, стално сме тука. Место да му пишам јама, од кај да знаеш ти за 4 месеци што ќе се деси. Место да му пишеш, ајде бе уживај, што е битно, за Ке платиш толку кој и ке толку платиш. пари ли е проблем, да си жив и здрав, не е све тоа, нели? А јас И не, после ова сега- тоа колку време? и 4 месеци после тоа еден другар пиша, вака и вака, Ој. се деси. И знам, мене ми беше мука, че дечко добар ко леп. Ја го сакав че е добар, ја немав со него некоја конекција, сега ние блиски супер да сме. А знаеш има ликови што се топ ликови. И става, ти е кеф кога ќе го видиш, е тој тип на човек. А у главата чорба. И не знам дали ќе сменело нешто. Не е ни важно сега у следот на нешто, ама му пишав на другарот тогаш, за јас да пробам да го прифатам што му се десило, што он си направил сам на себе. Вака и вака не ми се верува да ми е тука, ја ќе го убијам, па како можеш, ово не му викам брат. На крајот на денот, негов е животот, викам, тоа е. Јама ја пак и ти кажам, бе, ние машките сме толку утепани И за на такви никој нема ствари кажано, некад. разбираш? На никој. Ја пак и ти се вратам на тоа, до толку сме утепани што дури и да дојде да ти каже некој, Да, може да го заебава некој, тоа е исто. ај да го заба тоа. Уф, За безар. тоа бел- креваме свесноста сега. Да. Ама глупо ќе му падне. Што са мене ми кажа? се губи, па ти. Сега. До толку некако сме
не истренирани у такви Не емпатични, ситуации, не, да ама да си мене ми некој што ти се ова десило, вистинско прашање што ќе продолжам да мислам на како на тоа, а тоа е еве што ако ти се јави некој и ти го каже тоа? страдаш ли од депресија? Еве уште едно прашање за Зорица. Да ни дае Да, одговор. некој прирачник. Ако случајно, ај прво Или нека мотив- излезат со некое видео направите мотив и овако, свест да. за ако си во ситуација на самоубивање сподели, ама мислам дека и на тој што ќе ја прими таа информација му треба тренинг, му треба да знае што со таа информација, што да прави, што ако или може не му ни кажал, може препознаваш. Да. Може имаш некој у друштво за кој што се сомневаш А не кажал? дека е западнат у длабоки психички проблеми. Ама па дали е глупо ти да му придеш прв, да не го навредиш? Да бе, што ти е? Не си нормален, се губи. Ние ко мушки нема, ќе биде ај. На запанција, на Да, ама нешто не ќе треба, олекаш зашто нешто. гледам дека се деша, а порано сум бил многу И sad зависи од човекот, овие теми поглуп. некој го прима на пример тоа позитивно, а некој може да го укопаш уште поише. Петар да го докопа. Да. А мене пами текна на религија. Порано, ствари сега, тој што си е религиозен, најголем греф Да. е самоубиство. Е. Ја мислам дека ако ти веруваш, Ако се жртвуваш за некој одиш во рајот, ако се самоубиеш одиш во пекола ако според ти Библијата. веруваш дека тој акт е најголемиот греф, може, или меѓу најголемите, ја верувам дека тоа е доволно за да те одврати од таа одлука. Ја знаеш како викам? На страна се друго за Господ Бог, религија и чуда, Ако Тој тоа е факт- причината, да. ако тој факт, тоа верба, Таа е те браната. одврат, ако тоа е браната, Буквално. унакапа. Fair play. Ете ти уште една причина зашто може би е зголемен случајот во модерното живење. Затоа што се поише паѓа во сенка религија. Знаеш како? Како и да е ќе умреш. Нема бегање. Сите ќе умрем. Сите, тој еден. Никој нема живее вечно. Факт. Точка. Како и да е ќе умреш еден ден. Едино ако не се некои, не знам, неподносливи болки, состојби, некои гадни болести, карциноми неподносливи за живење, ајде. Океј, има и за тие. Ти што бе правил? Во кој случај? У тие болки, карциноми, Не знам, не да Божа дознам. не си размислувал? Не сум размислил. Ја имам размислувано. Не би се убил, веројатно. Знаеш се- кога имам размислувано? Ќе се борам до крај каква и да е ситуацијата, затоа што не знам. Како и да е inevitable. Ќе умрам без разлика. Да. Што Иако ако се може би е неубаво да го предпоставуваме ова, Не зашто дај не Боже, знаеш да. како е. не знаеш точно? Ама сега јеби го размислуваме на глас во овој Да. момент. Прв пат кога го Решенија за идни проблеми. кога го дознав терминот еутаназија, негде го дозволија легално. Некоја си држава негде го дозволија легално да можеш ти да си кажеш дојдете, исклучите ме, утепајте ме. Во Скандинавија. Не знам дали тоа во Македонија изгледа не постои, Не. изгледа не можеш, Не. значи Работа. да. И прв пат кога го слушнав тоа, Луѓе и нормално одат, дека патуваат те во таа тера земја да за- размислуваш на темата. И ја кога размислував и тогаш и сега и ден денес, пак никад не реци никад не реци никад, ама и јас сум на тој став. Ја би нема колку и да е неподносливо, идеме до крај. Види, Ја ќе имам надеж до последна до секунда. последна секунда. Нешто ќе смислат и ќе се излечам. Да. Ја знаеш како си гам, у средината на бурата си. Сега си угомнат. И ова ќе помине. Ќе помине. Да. Дали ќе умрам од болеста? Дали ќе помине со смрт или ќе помине? Ќе помине regardless. Зашто јас да шансата да ја губам? Ја верувам во шанси. Се што во овој живот не можеш да бараш повеќе од шанса. Не можеш да. Ти си од оние надежта последно умира. Последно. И ќе Јас каже сум многу ќе каже таков. некој ама сепак умира, нека умре. Јас сум многу таков Ама не се откажувам до задње. На маратонот ми беше 100 минути преживување. Ама сега и ова ќе помине. Многу ми е тешко. Многу ми е тешко. Многу пота црна дупка од црните дупки на интензитет.
Многу време за размислување имаш. Многу трае. Да. Нема крај. Многу ми беше неубаво. Многу. Ако ти е малце утеха, со текот на годините се намалува тоа. Сигурно. Ама Ти се врати. ова трае бе 2-3 минути пекол. Ова траеше 100 минути, знаеш Друго е, колку е друго. многу тоа. Ја бев во состојба да кажам $1,000,000 да ми кажат, не би се вратил наредните 100 минути. Како ти сикаше оној водот што споделивме наш клипче на роверот, нешто како Френ Соро. Френ. Не си правил изгледа Френ Ама all out одамна. Да се не сум потсетиш, правил, ама да се потсетиш не напред. трае 100 минути. Ако Друго е. таа е едната, потсети се. Друго е, денес Тие- правев со чучњеви со ова. Тие 40 минути повраќање од посели. Да, нема збор, ама тогаш не бев во некоја пицпец форма, а истренирав како да сум и телото нормално имаше реакција. Али Anyway, сорите. Да. Овако. зборевме за овие за држава, дали би се прел, дали не би се прел, што имале да се, ако сакаш, Еутаназија. да. Не, да, Ја би се борел до крај. Надежда последна умира, ќе умрам регарлес, нема бегање. Така да, зашто не се бори? Еве, борбата нека биде, јави се на некој. прво. Или види се со некој. Ако е доено до тој момент. Не дај Боже. Се целава епизода е ние да кренеме свесноста за тоа и еден човек, само еден, не дај Боже и да има такви што не гледат, ама валјда има, не знам, Се надевам, не. да му се отворат очите да каже стварно бе, маје, ови што тресат твајцава. Дај, ќе пробам. Мене ми е тоа. Оној првиот добро познат машки проблем што ти е глупо за глупи ствари, Да. односно за сериозни ствари. Сакав да кажам глуп си што ти е глупо за тоа. Сите сме. Баш така. Глуп си што ти е глупо за тоа и тоа го кажувам од гледна точка на таков сум Да. и бар тоа, бар еве со нашиот обид да не бидеме глупи, Квази психолошки. бар да не ти е глупо. Едноставно не треба. Еве, читајте за Тайсон Фјури, има кај Джо Роган интервју на подкаст еднаш или два пати, многу длабоко. Има еден Ама тон. многу длабоко човек, многу е битно која примерки имаш. Зборевме преска начнавме за ментори, не го зборевме тоа. Многу е важно да имаш ментор. Уште поважно е да имаш ментор што го поминал патот што ти сакаш да одиш по тој пат. Односно да го одиш истиот или истата некоја цел да ја постигнеш. И свесноста ќе ти ја даде. Ќе ти ја даде и ќе те научи многу. Ако ти патиш од депресија, и од самоубиствени Анксиозност. мисли, и си е стереотипа е клиничка депресија, више тоа не е играчка. Пушти го човекот што бил светски шампион, who had it all, светот му е на дланка, За Фјури? да, и на него му се десило. И кој е изговорот се? Ете го и вежба 100 пати и пре. Ете нашол можеби преку религија и faith кој викаат они, преку верба, нели Верба, нешто поголемо во да. тебе. Нашол издуен вентил, односно сватил како да ги манипулира тренинзиве, односно пак ќе се вратиме на хемискиот дисбаланс, Да. како да го избалансира. Па што е тренинг меѓу другото и тоа е? Истото го прават и антидепресивите, истото го прави тренингот, истото го прават ладните тушеви. Боле го прави тренинг. Нема збор. И е природен и нема side effects. Ама ако ти мора да трнеш од овде, стигнеш, започнеш овде, А, и со тек на време да ги извадиш ова назад, да се отарашиш, ако е тоа една ладиш ќе те донесе на правиот пат, кој се ние да ги судиме или тие што ги зимаат, или тие што ги произведуваат, или тие што ги препишуваат. Да, за овој тип на пациенти првото нешто е почни со фармакотерапија, па ќе правиме муабет понатаму. Али се што ќе ти помогне е број 1. Зашто ладни тушеви, зашто cold plunge? На Кристи за роден by the way му купив cold plunge. како бе? Ки ти пуштам линк после 100 евра, си го нарачаш од Амазон, ти стига 75 на 75. Монтажно Подвижно, кај сакаш. Ке ти пуштам после. Зашто викам cold plunge? Cold plunge е како бунар, ладна вода, истураш лед, легуваш во неа да гуша. ухаво е. Не после, се објасни ми. 75 на 75.
цилиндар. Да чучнеш. Да влезеш, да, до овде. Клекне. Ама тоа. чучнат си, Чучнаци, значи. да. Го пуниш со вода, ставаш лед ти, има поклопец за да не ја менуваш водата. Доле има едно као чешмиче за да не треба да Не ме зебај. Гениално е за 100 евра. Линкот одма. Одма од Амазон. Одма имам како ставам дома, имам едно тарасче за ништо што не ми служи. Ете си. Сега, Вака прашина. зашто испаничи вака позитивно за оваа работа? Сакале нели Вим Хоф и целата револуција, правеле истражување за имунитет колку помага. Што нашле у истражувањето? Имунитетот е некој 0,% ситен. Арно ама 200% качува хормони на среќа Да. кои траат 200% повеќе од антидепресиви. Да. Зошто некои луѓе се против, зошто некои луѓе се за или зошто некој па се дијадаш спектрум. Ама ако они те натера да извежбаш, ако вежбањето ти дае информации преку подкаст да почнеш со cold plunge да ти е природен антидепресив, ако немате cold plunge, тогаш ладен туш 1 до 3 минути има сличен ефект, cold plunge го има подобар, али и тушав има подобар. Добар, исто така. Very nice. Испробано, функционира, вистина е, Гото. тоа е тоа. Се надевам дека помогнавме, дигнавме некаков тип на awareness за машко ментално здравје. Да. Ако не друго, правите ги истиве муабети. У најмала рака. Да. Тоа е тоа, дечки. Поздрав. Се гледаме. Чао.